Денешниот мој гостин е собственик на еден мал хотел. Нашата тематика денеска би била токму тоа. Хотелите и проблематиката на тие мали хотели. Би те замолила да ни се представиш во почетокот. Добар ден, благодарам за приликата што ми ја овозможивте да застанам на страната, да ја кажам приказната на малите семејни бизниси од хотелите. Моето име е Владимир Куновски. 20 години го водам хотел 7 во центарот на Скопје. Мал семеен хотел само со 7 соби. До 2013 според законот бевме хотел со 2 звезди. А сега сме, бидејќи има дупка во законот, односно не е предвиден за мали семејни хотели, сега сме пренокишто официјално. Ноќевалиште, али по литературно македонски да кажам. Најчесто гостите се само на ноќевање? Да, немаме појадок, немаме простори за појадок. До 2013 најголем дел од гостите беа странци, а од тогаш се најголем дел домашни гости, бидејќи сме во близина на клиничкиот центар, за потреби на клиничкиот центар работиме. Кажи ми, пред да почнеме со разговоров, начнавме тема на тие мали семејни хотели и многу сместувања кои не се воопшто евидентирани. Според пописот 21 година, во Скопје има околу 60.000 празни станови ненаселени. Според моите информации, над 1000 од нив, најмалку 1000 од нив, се ставени во двете платформи за резервација на ноќевања, тоа се Booking и Airbnb. И тие, многу малку од нив се влезени во регистарот дали на град Скопје, дали на УЈП, дали на МВР. Тука постои голем хаос. Еве, ви го пратив и писмото од Стопанската комора на Македонија, кој е пуштен до тогашниот министер за МВР Оливер Спасовски септември 23 година за нефункционалност на системот за евидентирање на гости. Тој е нефункционален од 2015 година системот, значи вие до пред 10 на 15 години имавте мораше физички да го однесете картончето за влез, за евидентирање на гостин, а од не знам која година, мислам дека е 12-13, дека од тогаш има и систем електронска пријава на гости. А од 2015 тој не функционира, датабазата се собира некаде, меѓутоа никој не ја контролира и тоа е како ветер во магла. Никој од надлежните, дали е тоа првенствено тоа е МВР, па потоа треба да биде УЈП, па трет треба да биде град Скопје и нормално Заводот за статистика, бидејќи ние пополнуваме секој месец пополнуваме статистика за односно колку гости, кои престојувал од која држава. Значи, никој од надлежните органи, првенствено кажувам МВР, не реагира на тоа. Една работа е што ние немаме, што губиме како бизниси од нелојалната конкуренција, и тоа многу побитна работа е безбедносниот аспект, бидејќи МВР во ниту еден момент не знае кој каде престојува и колку престојува. Сега како куриозитет од летото лани јуни, има забрана од МВР, односно има некои дополнителни документи што треба да се дадат за руски граѓани во Македонија, поради затоа што претходно има многу проститутки влезено во Македонија од Русија, и сега сите лица, прави туристи со руски пасош, мораме да даваме ваучер со подпис и печат. И кога ќе дојдат на граница, најголем дел доаѓаат на Табановце, кога ќе ни се јават од Табановце, ние треба да пратиме мејл дека гарантираме дека ќе престојуваат кај нас. Тоа важи само за руските туристи, а за сите останати не постои никаква евиденција, ниту некој тоа го контролира. Ви кажувам, една работа е што ние губиме како бизнис, поради тоа што цените ни се ниски, ради нелојалната конкуренција. Втора работа е што градот и државата не земаат данок,
Меѓутоа најбитно е безбедносниот аспект. Еве конкретно мислам дека папата ни дојде во Македонија на гости 2017, ако починам, или 18-та. Тогаш ги заваруваа шахтите на трасата кај што праќаше, бидејќи ние сме на трасата на проаѓање на папата, бевме задолжени сите гости веднаш да ги пријавиме да го сликаме пасошот и веднаш да им го пратиме на одредени одговорни лица во МВР. На моето прашање дека најмалку имаат 50 станови на таа траса, каде што папата може, бага малце народно да кажам, со чатал може да го утепаат, никој од нив не реагираше. Значи, барав од нив да ми кажат кој е одговорен, на одговорните лица тоа да го пренесам, меѓутоа тоа е, не знам што да кажам, значи глумење на држава имаме. На кого му одговара таа несредност? Одговара на собствениците на становите. А ако се вратиме малце на назад, пред непол месец гувернерот Трајко Славевски кажа дека 50% од становите се купени во кеш. Значи, тој тоа го поврза со сивата економија. Не, тоа е со црната економија, бидејќи во сивата економија треба да имаш бизнис, па да не платиш данок. Не верувам дека толку има сива економија колку што има црна, значи тоа е за мито, корупција, за шверц, дрога и така натаму и така натаму. Од нелегалните активности парите се ставаат во станови и истите тие станови потоа се користат со дампинг цени, би рекол. Со дампинг цени се користат за доаѓање на туристи во Македонија, посебно значи во Скопје, и од тие 60.000 празни станови најмалку 1000 се стајани во овој систем за издавање на како хотелски соби. И тука сите губиме, меѓутоа кој стои позади тоа, еве се знае кој стои, криминалците, меѓутоа државата, односно органите, никој нити УЈП не го казнува тоа, нити МВР. И сите губиме, и ќе продолжиме да губиме, а додека, еве како пример ќе ја земам Албанија, има константен раст на туристи. 24 година во однос на 23 година има 20% раст на туризам и беше број 1 по процентуален раст во светот. Значи Албанија која што допред 10 на 15 години беше затворена и така натаму, која што немаше никаква инфраструктура, сега е ставена на светската мапа, односно на европската мапа, да кажеме, на туристички дестинации. Интересот на туристите е во малце или повеќе во зависност од тоа како самата држава функционира. Мене пак ќе се вратам на сето ова што е нелегално. Стопанска комора има здружение кое би требало да се грижи за тоа. Државата, како што е Министерство за култура и туризам, предпоставувам дека и немаат увид на сето тоа што се случува, а камоли да го решат како проблем. Секогаш треба ако ви е дадена работата, значи ако сте некоја институција, ви пишува за што сте таму, тие треба да се ангажираат. Меѓутоа најголем дел од службениците во Македонија доаѓаат на работа, земаат плата и се враќаат. И тука завршува нивната одговорност. Значи проблемот е што Стопанската комора, старата стопар, првата да ја кажам, таму најголем дел од членките се големите играчи на пазарот, кои што не ги тангира, не им е проблем. Баш пред некој ден ги проверив цените за мои роднини кои што сакаат малце на поелитно место да спијат. Цените се за двокреветна соба се во 4-5 звезди хотели се од 100 до 250 евра за двокреветна соба. Кој ги формира цените? Пазарот ги формира цените, но тоа е една релативно висока цена во однос на Мериот како врв беше 244 евра на пример за двокреветна соба со појадок, што е една мислам така релативно висока цена за однос на понудата на Скопје, туристичката понуда, значи сепак има бизнис клиенти што доаѓаат тука за таа цена, а од друга страна имаме една пријателка од странство која престојува во новите згради од Diamond, како се викаат, до Лимак, која што плаќа 45 евра за 50 квадрат, 60 квадрати стан, што е голема разлика. Меѓутоа за тој не се плаќа данок, никаде не е евидентирана дека е гостинка таму.
Така да тука е големата разлика во што се случува моментално во Македонија. За жал, постои Стопанска комора за туризам на Македонија. Бевме член до пред 15 на години, меѓутоа се повлековме бидејќи таму, иако сите луѓе што беа во секторот за мали хотели, сите има хотел, меѓутоа тоа се престори во дебатен клуб и после 2 години не можевме да ги не функционална за да треба, значи тоа ме зачуди бидејќи се работи за луѓе што имаат сопствен бизнис, не им е наследено од родителите, не им е сами го створиле бизнисот, не им е на тендер добиен паднат од Господа, значи го створиле сами, а не сакаа да направат некаков да се иска. Извини. Не е проблем. Не сакаа да направат некаков мотив повеќе да тргнеме за да ги средиме, да почнеме да бараме како комора да бараме решение од институциите. Колку мали хотели има во Скопје? Со промената до 2013 вкупно имаше 140 хотели, ако не се лажам, или така 170. Меѓутоа со законот добар дел од евиденцијата не ја следам таа евиденција. За жал по настанот во Кучани се пуштија инспекторите да го стават регистарот и немам евиденција бидејќи јавно не е добар дел од тие малите хотели се ставени во ноќевалишта, што по стариот закон биле со 2 звезди, ставени се во ноќевалишта, немам увид да ви кажам точно, но до пред 10 години вкупните легла, хотелски легла во Македонија беа речиси колку на Банско. Значи Банско е само еден ски центар во Македонија, овде разбориме за цела држава во Македонија, збориме за хотелски легла, што кажува дека сме многу доле во однос на капацитетите кои што можеме да ги понудиме. И еве и доколку се направи некој настан, на пример, порано имаше интересни фудбалски настани кога се полне. Светски настани кога гостуваат, на пример, можам да ги пофалам, најдобри туристи се шкотските навивачи, кои што беа дискриминирани од фудбалската федерација и ради тоа вториот пат имавме 2 пати игравме, на пример, со Шкотска, вториот пат не дојдоа во толкав број. Друго е настанот пред 2017, мислам, или 18 беше Манчестер, Европскиот куп се одржа тука и тогаш сите капацитети беа пополнети. Значи, ако доколку има некој настан, Скопје има доволно капацитети, меѓутоа број 1 треба да се стават во регистар. И становите треба да се регистрираат сите станови, меѓутоа најбитно е да првенство треба да се регистрираат, потоа да платат данок. И државата има тоа и сите ред има. Да, меѓутоа проблемот е што дали е тоа само во Скопје или во цела Македонија? Па мислам дека вака, иако ми се стари податоци, мислам дека не се изменети. 40% од ноќевањата во Македонија се во Скопје, 40% се во Охрид и 20% се во цела Македонија, каде што добар дел имаше во Гевгелија, во овој казино туризма, така да го кажеме. Мислам дека тоа не е променето. Охрид, после толку време бев во Охрид, сезоната во Охрид од 45 дена е продолжена на 6 месеци, значи од пред 20-25 години што беше. Направена е да трае 6 месеци, што е супер. Од друга страна, Скопје е дестинација за 365 дена. Значи, во Скопје нон-стоп има гости, за разлика од Охрид. Не дека и во Охрид нема, меѓутоа најголем дел е во тие 6 месеци. Инфраструктурата е слаба. Значи, еве, пред скоро време, пред месец дена, бевме гости имаше младински олимписки игри во Скопје. Значи, воопшто не се покажавме како добри домаќини, бидејќи прво јавниот превоз беше несреден, катастрофален. Второ, некој ќе види дека има ѓубре тука растурено низ градот, не би го повторил доаѓањето тука, иако според последниот пат кога бевме на една средба од Booking организирана, значи во хотелите на Македонија, информацијата беше дека Македонија е
14 или 17, не ме фаќате со збор, со просечна оценка на Booking 8,7. Што е висока. Што е висока, значи ние сме во врвните 20 земји во светот по оценка на Booking. Значи ние тоа треба да го искористиме за да ни биде, за да се условно кажеме продадеме како добра туристичка дестинација. Според мене Македонија треба да биде земја на хедонизмот. Значи тука треба да ја промовираме нашата приказна, дека масовен туризам не може да правиме, немаме плажи, вакви морски плажи кај што може големи хотели, меѓутоа може да понудиме храна, може да понудиме забава и тоа не треба да биде и она гостопримството што странците тука го осеќаат, вградено. И на пример Скопје за мене Скопје го има еден селски менталитет, меѓутоа не во лоша конотација, туку во добра, бидејќи секој се познава со секого. Тоа кај странците многу го ценат, бидејќи може да им кога и да дојдат големи друштва, значи забавата е на повисоко ниво, бидејќи не доаѓаат двајца сам по сам. Да. Туку ако некој седи подолго време тука, 5 дена и 10 дена, значи истите луѓе ќе го удружат во друштво, ќе го примат, значи го прифаќаат и тоа е една работа. Другата работа дека има квалитетна храна, значи тоа препорака како повратна информација, фидбек од сите странци што доаѓаат тука, дека храната е добра и дека е релативно ефтина. Збориме за Западна Европа. И природна, што е на не би рекол се уште дека тука дека увозот на храна секоја година сме околу 150 до 200 милиони евра имаме поголем увоз отколку извоз во однос на храна. Но како и да е, се уште има места кај што може автентично да се најде и тие се работи кои што треба да ги искористиме во корист, во наша корист, бидејќи туризмот е единствен извоз со ДДВ. Да. Значи, бидејќи се троши услугата и производот на лице место. Да се вратиме пак на таа несреденост. Кој е должен тоа да го направи и зошто не го прави? Пред се треба да го среди УЈП. Значи, ако јас се прашувам, треба УЈП, бидејќи треба да ги регистрира давачите на услуга, односно УЈП во соработка со Министерство за финансии и со сегашното како доаѓа Министерство за туризам, претходно беше агенција. Значи треба да работат заедно за да направат систем, за да ги првенствено да ги евидентираат. Секако дека тука треба да има, тоа не е нешто ново, треба да се направи само софтвер кој што ќе ги каде што ќе се лесно ќе се пријавуваат. И да се отвори да се види на Booking дека постојат такви. Така, но друга работа во Грција комората на хотелиери ги дава звездите. Ги дава категоризација. Кај нас категоризацијата ја прави Министерството за финансии. Значи, таа е осложна, законот не е соодветен за тоа што одговара на теренот, бидејќи една работа е да препишеш, меѓутоа треба да знаеш од кого многу е побитно да знаеш од кого и што да препишеш. Се сеќавам дека тоа беше може 5-16 години, имаше го препишале од Хрватска беше земен законот, кај што половина од законот беше законот беше за кампови, добар дел за нудистички кампови. Тоа Македонија го нема. Значи ние не знаеме што да препишеме. Значи има од една страна бизнес заедницата како да кажам, несоодветна во барањата и администрацијата не. Значи, тука немаме иницијатива од бизнес заедницата, како и за други работи, за мене, според мене, најголем убиец на нормалноста во Македонија е егото. И кога не може тројца или четворица да седнат да се договорат што да барат од администрација. Се работи за бизнис. Вие сте вложиле во тој хотел. Така. Стопанисувате со него и секако очекувате дека од тоа ќе имате бенефит. Зборам за вас конкретно, меѓутоа сите мали хотели во Скопје на некој начин дали се здружени, дали таа проблематиката проба да За жал не. Ради тоа сам се потпишав на писмото кое го пратив тоа беше 2017 кога Шилегов стана градоначалник, има писмо од архивот, никој не ми ни одговори,
каде што ги имав конкретно барањата што треба да се направи за туризмот во град Скопје, значи за првенствено за евиденција, па потоа за одоначување на субјектите кои што ја имаат хотелската дејност, а не се регистрирани. Исто до УЈП го пратив, немав одговор од тогаш. Истото се случи 2021 или 2022 го пратив истото писмо, значи само сменет насловот и датумот до актуелната градоначалничка Арсова. Не добив и од тогаш одговор. Значи, мислам дека се смени и директорката на УЈП, меѓутоа не сум пратил. Џабе ако праќате, еве пред известно време. Тие нели имаат оддел туризам? Имаат меѓутоа тој во град Скопје одделот за туризам е првенствено за собирање на дали се собира туристичката такса. Но никој од субјектите кои што се регистрирани, меѓутоа никој не ја собира туристичката такса или многу малку се собира од тие што се нерегистрирани. Односно кој плаќа, кој не плаќа, добар дел од нив пријавуваат како дека им се гости од странство дојдени, па ја избегнуваат таксата. Тотален хаос има, значи како што ви кажав и преска, проблемот, една работа е финансискиот проблем што имаме загуба, втора работа е данокот, меѓутоа најбитната работа е безбедносниот проблем, кој што никој не го гледа и никој не е загрижен. И за среќа не се случил некој поголем. Ако дојдат 5 терористи у Македонија, вистински некако овие од ДУИ, ако дојдат вистински, ќе кликнат држава на ноза, меѓутоа има една нели народна Господ ги чува будалите, така да најверојатно на тоа сме. Не знам, немам одговор што да кажам, бидејќи сум зборувал и со представници на МВР, официјално имам писма до градоначалник, до директор на УЈП. До фактори кои би требале да го решат, меѓутоа еве и министерот од Стопанската комора на Македонија има писмо, ви го прати во мејл, септември 23 година дека не функционира системот за евиденција на гости. После 15 дена е одговорот. Благодариме што ни кажавте, работиме на поправка на системот. Толку. И тој се уште не функционира. Еве го новата власт е година и кусур, никој не се реагира, не е увидно поле, мислам на тоа. За жал... Имате ли вие како хотел, да речеме, посета на луѓе од државните институции да проверат како вие работите? Скоро беше, бидејќи сега имаат како наредба, условно кажам, после настанот, немилиот настан во Кучан и трагедијата. Тогаш сите инспектори излегоа сега на терен. Еве и МВР, значи не немаат посетено. Ама доаѓаат кај званично тие што се Да, значи кај званично, еве дојде од МВР нова екипа сосема, бидејќи порано редот се држеше до 2008, мислам дека. После тоа, еве, искрено ќе го кажам, порано проаѓа многу служби, значи проаѓа трасата на обезбедување, значи трасата на премиерот, трасата на председателот, личното обезбедување на премиерот, на председателот, другиве служби, не знам кои управи беа и така натаму, доаѓа и од полициската станица под која што припаѓаме. Меѓутоа од 2008 навака тоа е спорадично, да кажам, не сакајќи ако се сопнат, тогаш ќе дојдат. И сега пред месец дена почнаа да доаѓаат и еве од Државен пазарен инспекторат, Трудов инспекторат почнаа да доаѓаат и дојде од МВР, каде што сосема нови луѓе, најверојатно ново вработени имаат, и кога им кажуваш со главниот проблем кој е со евиденција на гости, дека тука барем во близината најмалку има 3-4 станови кои што не се евидентирани, и тие викаат како им го праќаш и писмото кое што е пратено пред 2 години, сите само креваат рамена. Значи, на проблемот во Македонија како и за се е одговорност. Одговорноста има име и презиме. Дефинитивно. Само што кај нас тоа и казна. И казна, меѓутоа одговорните лица никој ништо не прави. Системот за евиденција на гости, електронскиот систем не функционира од 2015. Значи се собира дата базата, никој не ја контролира, нити ја распределува кон тие органи кои што треба. Тоа го имам пишано и до УЈП и до град Скопје, меѓутоа нема никаков одговор.
Тогаш, значи еве го имам 17-та година и 21-та. Истото писмо, не. Значи проблемот еве го колку години, повеќе од 10 години е. Скоро 10 години. Навистина не можам да го разберам тоа и не сваќам дека во рамките, јас сум во туризмот од своја 18-та година, имам 74. Значи, верувам во Македонија дека е земја која може да функционира и да живее од туризмот, да едноставно основните работи не се ставени на свое место, а да не кажеме дека нема одговорност и казни за сето тоа. За жал, тоа е, а инаку ги имаме сите предуслови да бидеме една... А сме на висок рейтинг, што е. Па, еве, ако сме во врвните 20 земји на Booking, еве, баш прочитав дека 80% од резервациите во Европа доаѓаат од Booking. Значи, ние сме кај најголемиот сме во врвните 20 земји, тогаш тоа е една огромна шанса која што треба да искористиме, затоа што туризмот носи и други бенефити, не носи само на угостителските објекти, туку носи многу пошироко. Еве, некаде ја прочитав таа информација дека комората на хотелиери односно не на угостители во Јужна Македонија, во Северна Грција, дека реагирала бидејќи им е намален прометот оваа година, значи цените на ноќевање се кренати, а намален е бројот на прометот во кафаните. Меѓутоа, од исто време е зголемен прометот во маркетите и во рестораните за брза храна. Значи, веќе луѓето не едат тие пари што ги трошеле, буџетот им е ист, меѓутоа повеќе бидејќи ноќевањата цената за ноќевање е зголемена, значи буџетот за ноќевање е зголемен, тие наместо во кафана јадат гиро, не едат во кафана, јадат гиро и јадат во Lidl, и земат храна во Lidl и сами готват. Значи веќе беше и тука има аларми, веќе тоа само насловите ги прочитам, значи веќе има реакција кај нас. Завод за статистика собира информации, меѓутоа никој нема како да ги искористи тие податоци за да ги насочи, значи да се спремиме за следната сезона. Каде ни е кои ни се слаби точки, кои ни се силни точки и така натаму. Тука кај нас сите доаѓаат се сликаат, бизнисот си тера, тука нема збор, значи хотели се градат, еве допред Мериот ние немавме хотел од светски ранец, значи од ланец. Тоа беше, мислам дека колку има, 10 години како е Мериот тука, не повеќе. Немавме, од тогаш беше само, еве, Holiday Inn, не би го рекол дека е нешто во топ. Да, еве го, отворена и сега и, како беше, Хилтон. Значи имаме два, до тогаш немавме, најдобар хотел беше во Гевгелија, Принцес. Значи, немаше што да понуди. Тоа е една страна со сместувањето, меѓутоа сега втората и победна работа е што нуди Македонија, што нуди Скопје, што нуди Охрид. Вие ќе преспиете, може ефтино, гратис да ви го дадат спињот, со ефтин лет ќе дојдете. Што ви нуди, што нуди градот? Скопје е град за ден и пол, два. Значи не би за проаѓање и тука доскоро и никој не би регајле што те останува. Да, доскоро просечен турист, странски турист во Македонија спиеше ден и пол доскоро. Сега тоа се крена на 2 или 1,8, не сум сигурен, што укажува дека најголем дел од туристите се транзит. Да. И тоа кога идат или кога се враќаат во Грција, еве со некои од туристичките агенции изборам, Тирана е станата, да кажеме, како центар на тие кружни тури, каде што се почнува, се слетува, лани летав првпат од Тиранскиот аеродром, тој исто е голем колку Скопје, меѓутоа е многу далеку пофреквентен, функционален. Кружните тури пред се за турските туристи ги прават, почнуваат од Албанија и завршуваат во Албанија, каде што Македонија и можеби и Епир делот од Грција го фаќаат, Македонија, каде што
најголем дел од што е супер, мислам за нив и добро и за нас, еве еден ден или два остануваат тие кружни тури тука во Македонија, дали Охрид или Скопје. Но ние скоро мислам дека и нема такви кружни тури, многу малце, еве да видите агенциите на рака се бројат кои работат со incoming туризам. Дефинитивно. Мислам дека би требало и некој што е подлабоко навлезен во таа тематика за incoming туризам да ви биде гостин, за да ви долови ситуацијата таму што се случува. Како што ја знам, односно тоа беше јавно кажано дека 2 туроператори откажаа оваа година за Охрид, еден холандски, еден полски, но сега не можам тоа да тврдам дека субвенциите за incoming туризам дека ги собираат само многу малку агенции, значи не е тоа. Ја не знам и дали постојат тие субвенции. Па не сум сигурен, доскоро постоја. Знам дека субвенциите за патник, за визер постојат. Нели тоа јавно и на тендер, што е окей, тоа би го прифатил бидејќи иако се даваат на приватна фирма тие. Сите имаме корист. Сите имаме државата има корист од тоа, но сепак се како и во другите сектори во бизнисот и во дел туризмот и гостителството, работите не се поставени како што треба, иако сега можеби ќе кажа дека немаме кадар. Не имаме кадар, само не е доволно платен, бидејќи нашите млади работат во Хрватска, и тоа работат за солидни пари и работат без одмор. Значи таму имате по 150, по 180, дури 200 дена без одмор, значи работат, што тоа не би го дозволиле, да кажеме, труд и социјала тука во Македонија, меѓутоа таму тоа младите го работат. Значи што може да издржат тој напор, да го кажеме, за солидни пари, зошто не би го правеле тоа тука во Македонија за финансиски бенефит, за финансиски бенефит. Дефинитивно проблемот со младите и вработувањето е голем проблем, за кој исто така никој не води сметка. И начинот на кој соработката се одвива е во смисла на тоа да моментално се снајде и да најде некоја подобра варијанта, да има фидбек дека работел во хотел или во ресторан и дека е тоа нешто што никого исто не го загрижува. Па за жал бројот на луѓе се намалува, значи се официјално мислам дека сме околу 1.800.000, ако не се лажам. Пред 20 години сме 2 милиона. Значи тој број се намалува и таа демографијата е многу лоша, бидејќи немаме млади луѓе, дека се старее нацијата генерално. Значи тука ако ќе видите која води државата, се доктори на науки, професори и така натаму, тоа е во секој сектор е распадната система. Меѓутоа останува ентузијазам, барем лично, дека за жал мора комплетен рестарт, значи ја би рекол прво мора да умреме па да се родиме. Значи овој систем, државата како множество на институции не функционира. И дека добро дел од институциите не ја работата за која што се создадени. И сега дали ќе се најде некој тоа да го промени, бидејќи не гледам дека нешто ќе се смени. Ако не се промени, ние ќе имаме дефинитивно проблем. Кажи ми дали твоето работење во хотелот со доаѓањето на луѓето што преспиваат кај тебе и трошоците кои ги имаш, останува нешто за бенефит? Па за жал, што би рекле, ние сме во една фаза на преживување веќе 10 години. Значи бидејќи штом ние имаме 7 капацитет од 7 соби. Значи ако имате 1000 станови во Скопје, значи тоа има колку 150 хотели како нас, кои што никој не ги гледа. Да. А реално вкупно во Скопје нема 150 хотели. Значи дали се преноќевалишта, дали се хотели, еве да ги ставиме во тој ранг, и хостели сите нема толку, значи капацитетот на бројот на тие мали и тие
тие нелегални, да кажам, станови кои што се дават за ноќевање, тие не ги тангираат него големите бизниси, туку малите. Токму затоа го прашувам. И значи како да има во Скопје најмалку 150 хотели, мали хотели, кои што никој не ги гледа, никој не ги одоночува, спијат таму луѓе. Трошоците се поинаки. Трошоците, да, ние плаќаме. Вработувањето нема. Значи, па ние подложиме на плаќаме прво ДДВ. Тоа е една работа. Второ, струјата и водата не се по повисока тарифа. Мораш да поминеш плата. Значи, ние сме пријавени таму. Вработените треба. Така, значи, за тој простор сме платиле комунали поскапо. Значи, од старт сме, ако ги платат сите тие работи, тогаш цената во Скопје ќе се крене најмалку за 50%. Да, дефинитивно. За да може да бидеме, вака не сме конкурентни. Например, еве, кога бев во Малта последен пат, 2018, таму поскапо е да одиш во стан отколку во хотел. Бидејќи Малта живее иако Малта има околу 1000 хотели, значи и не знам колку има станови сега, меѓутоа Малта од тоа живее, од туризам. Има 2 милиона туристи годишно и мора тоа да го среди. Седнале се договориле, тоа не е нешто тешко, само треба да има волја. Ако има некој волја, ако има да се волја, има и стратегија и да се знае што треба и како но треба. треба стратегијата да се направи прво основните работи, треба регистар да се направи на ја не би ги затворил бидејќи тие капацитети веќе постојат. Да. Само би се оданочиле, на пример еве во големите градови како Берлин, кога го следев Airbnb, сега не знам дали е тоа случајот, градот Берлин имаше договор со таа платформа Airbnb да го наплаќа туристичката такса да ја наплаќа во нивно име. Значи, приватниот сектор со државната администрација си наоѓаат заеднички интерес и тоа го собираше приватна фирма, туристичката такса ја собираше во нивно име. Зборам за тие што се резервирале преку нивната платформа. На други места, еве Барселона како локална власт, градот одлучува дека строги мерки, еве сега баш скоро прочитав некој месец, бидејќи издавањето на станови ги ја влошува ситуацијата на локалците кои што живеат, на мештаните, и цената на киријата оди премногу високо. Значи, интересот на луѓето што живеат таму е загрозен и поради тоа локалната власт на градот Барселона решава дека многу построги правила за становите прави. Кај нас тоа никој не го прави, никој нема стратегија, сите се прават не сам ја одавде и кога ќе отидеш да ги прашаш пониски во приватен разговор, еве кога сум бил, па вика тоа е на МВР проблем, на МВР, па викам ти треба да го даночиш. Еве, ако збориме со УЈП. Дефинитивно не е само на МВР. Значи, сите институции... Целиот тој ланец треба да функционира како што треба. За жал така е. Меѓутоа, мислам дека никој нема кај нас сознание или нема желба да направи дека тој ланец како ќе иде и како ќе функционира. Па треба да праша некој, значи, овие се сите сезнајни што ќе дојдат на функција, сите се знаат од мајка родени, се знаат и проблемот е во Македонија со институционалната меморија. Бидејќи имаме институции кои работат 70, 80, 100 години, меѓутоа кој како дое на власт, тренува се почнува, мисли дека се почнува од него, да. Не се враќа назад да провери како било. А до пред 20-30 години каков систем имавме, сега нема ни систем. Дефинитивно. Тоа дека подобро и лош систем е подобро од немање систем. Точно. Пак ќе кажам, вие малите хотели на некој начин ја имате таа проблематика и соединување или решавање во група на некој начин тој проблем може би ќе го потикне да некого да почне поинаку да размисли. Се согласувам, меѓутоа еве на бугарското собрание што пишува соединението прави силата. Во Србија 40 само слога Србија спашава, нели? Кај нас само за жал нема кај нас некаква слога и нема слух, посебно кај тие што сме во Не само слух, вие имате сите проблем. Така, но еве заради
токму ради таа причина ја напуштив Стопанската комора за туризам пред 10 години. Не знам ни што се случува таму веќе, немам информации. Искрено, Иако постои, значи таа е конкретно направена од мали субјекти, мали туристички агенции, мали хотели, беше направена, не знам, пред 15 години, затоа што големата, старата комора, Стопанската комора на Македонија, не ги штитеше доволно добро интересите на малите субјекти, или тоа се формира и таму беше дебатен клуб. Кој 2 години доаѓав на состаноци, ништо, нашиот сектор, ништо не се направи. Што да правам? Значи, моето, потоа сум пишувал писма лично во моje име, значи со подпис и печат и од фирмата, никој не се дрзнал ни да ми одговори. Значи, сум го давал и на лично на рака, и на советници во град Скопје и така натаму. Само го гледале и тоа ќе влезе во едно уво, ќе излезе во друго. За жал, не ги обвинувам, повеќе ги обвинувам мојата бранша, заради неактивност, заради не знам што, отколку тие што службениците кои што треба да работат. Кривицата е веројатно ако вие ги потикнете повеќе, тие ќе мора да реагираат. Меѓутоа поединечно некој без разлика, меѓутоа кој ќе ви дојде некој допис, како ќе видите дека треба дека ќе го зголемите приходот на град Скопје или на општината или на државниот буџет, вие ќе се заинтересирате тоа да го направите. Меѓутоа нема интерес од никого. Не знам, не можам да го сфатам. Не се ни свесни, мислам, дека на таа проблематика. Па така, не се свесни, не треба да ја работат. Каде оди таксата што ја платите? Оди во град Скопје, меѓутоа не знам за што се троши. Немам никакви информации за што се троши. Тоа е 40 денари од ноќевање од човек, од вечер. Што да кажам, немам никакви информации, може се собира, доаѓа во градската каса и не се троши за потребите за туризам на град. Мислам, нити е обележан градот како што треба, нити сигнализацијата надвор од Скопје, ќе излезете, треба со кола да сте локалец, па треба да пазите кај ќе свртите што, значи не комплетно треба реорганизација на државните институции, меѓутоа не верувам дека некој таму, бидејќи, ајде да кажеме, и главите, одговорните, врвните лица се најодговорни, меѓутоа и надолу никој веќе... Веќе никој не реагира, бидејќи едноставно... Летаргичност постои 20 години и сега сите вика што има ја да се мачам, јас ви кажам мојата мака кај секого сум се обратил, никој не ми вратил, сите креваат раменици. За жал ние сме на крај на разговорот, мене брзо ми протече времето. Има доста да се каже, има доста да се направи. Се надевам дека некој гледајќи ја оваа емисија ќе почне да размислува дека треба да се мрдне од... Тоа благодарам прво за можноста што ми ја дадовте за да ги кажам ставовите, бидејќи никој не слуша. Претпоставам дека како медиум ќе помогнете некој одговорен да слушне и да почне да работи на темата. Посебно бидејќи сите викаат МВР таа е неодговорна, посебно да кажем од МВР, па после да дојде до УЈП, па до град Скопје и до сите други институции. Да се надевам. Да, благодарам. Драги гледачи, се надевам дека тематикава ви беше интересна и од друга страна дека сите тие што се во туризмот малку подразмислат што се случува кај нас и зошто не напредуваме, дека ние сме земја на туризам кој се одвива само од себе. Едноставно не е, а имаме можности да буквално живееме од туризам. Толку за вечерва, се гледаме во следната емисија.